Добар ден, јас сум доктор Владимир Јанев од Институтот за национална историја и денес ќе се представам со моето второ предавање под наслов Мидраш, креативно толкување на Библијата. Мидрашот може да се дефинира како еврејско толкување или коментар на библискиот текст. Тој е одреден метод за толкување на библиските приказни, што оди подалеку од едноставната селекција на религиозни, правни или морални учења, при што ги исполнува и дефинира празнините оставени во библискиот наратив во врска со проучувањето на различните настани и личности. Во рамките на мојот студиски престој на еврејски студии во Стокхолм, Шведска, во учебна 2011-2012 година, имав можност да ги проучувам различните компоненти од кои е составен јудаизмот. Сепак основниот дел на годишната програма за еврејски студии во Институтот Паидеа во Стокхолм беше проучувањето на Библијата. Пошто е карактеристично еврејското толкување на Библијата, е диалогот помеѓу читателите. Овој диалог може да биде во кругот на семејството, во училиштето, во синагогата. При тоа, преку размената на различни мислења во врска со одредени теми од Библијата, се поттикнува креативноста на учесниците во воспоставувањето на овој диалог. Со оваа статија исто така ќе биде образложен овој важен сегмент на јудаизмот кој досега останал непознат за македонската научна јавност. Според нормите на традиционалниот јудаизам, божествената откриена вистина од своја страна сочинува една единствена целина. Таа е потполна, вечно важечка и непроменлива. Но проучувањето на Тората, тоа е Мојсеевото петокнижие, неизбежно ги поставува проблемите на недостаток на јасност, изостанати информации и она што на прв поглед изгледа како внатрешна недоследност. Понатаму во чистата екзегеза, даршанот, тоа е оној кој го создава Мидрашот, ги додава објаснувањата и се обидува да ги разреши недоследностите. Променливите услови на животот, кои што настануваат, самите бараат и Тората да биде променлива, за да би можела непосредно да комуницира со заедницата. Во применетата екзегеза, даршанот ги артикулира општите принципи, кои се изразени во историски неповторливите настани и зборови на Тората. Овие општи принципи потоа стануваат надисториски парадигми, со чија помош може да се разберат новите историски ситуации. Со други зборови кажано, Мидрашот претпоставува дека еден дел од божественото откровение е се уште имплицитен во Тората и дека мора да се разоткрие со експлицитно артикулирање. На тој начин гледано, Тората, иако теоретски е целосна и непроменлива, всушност постојано се менува, а даршанот учествува во процесот на откровението, додека Мидрашот представува значаен вид на религиското искуство во јудаизмот. Иако некои мидраши за свој предмет на истражување ги земат претходните постари мидраши, најголемиот дел од нив се засноваат на Светото писмо. Тие може да се поделат на создавачка историографија, која детално се занимава со личностите и настаните од Библијата, така што таа им додава конкретни детали и меѓусобно ги поврзува одвоените епизоди, и на создавачка филологија, која бара религиско значење во одредени букви, зборови или реченици содржани во Светото писмо, најчесто издвоено од контекстот. Затоа може да се заклучи дека Мидрашот се потпира на постоечките екзегетски традиции и на креативноста на даршанот како на своји извори. Мидрашот се јавува во самата Библија, потоа во кумранските ракописи, во таргумите, многуте видови на средновековната еврејска книжевност и во еврејската традиција. Мидрашот означува еден специфичен корпус на текстови кои ги вклучува мидрашите на водечките рабини од првите 5 векови од нашата ера, како и многу анонимни коментари кои биле додадени при составувањето и приредувањето на тие текстови во текот на наредните 7 векови. Во сите тие текстови постои и мидрашот халаха, означува толкување на правните работи, и мидрашот агада, кој ги означува толкување на неправните работи.
Затоа мидрашот како процес и субстанција означува еден метод на разбирање кој е применлив на секој предмет, а не некоја специфична содржина или предмет за себе. Според професор доктор Јаир Закович од Еврејскиот универзитет во Јерусалим, Библијата е коренот на еврејската култура. Не постои еврејска култура без Библијата. Таа представува основа врз која опстојуваат различните варијации на еврејската култура. Ќе ги споменеме хеленистичката еврејска литература, литературата на еврејските мудреци, средновековната литература, музичката и луковната уметност. Исто така Библијата представува корен на историската меморија на евреите и подрачје на нивните различни идеи. Таа представува мозаик од различни мислења и верувања. Библијата била пишувана во различни периоди, слој по слој. Текстот на Библијата представува збир на различни мислења, кои секогаш не се меѓусебно толерантни, но секако остануваат плуралистички. Кога еврејските мудреци не се согласувале со некој дел од Библијата, тие не го отстранувале. Наместо тоа, тие додавале уште еден слој, уште едно мислење, уште еден поинаков аспект. На тој начин библиската литература растела и се развивала, претворајќи се во главен столб на постбиблиската еврејска култура, генерација по генерација, што всушност представува мидрашот. Библијата престанала да им зборува на еврејските мудреци од подоснежните генерации и на нивниот поглед на светот. Затоа тие интерпретирале Библијата согласно со нивното време и нивната генерација. И она што ја одговарало на тогашната генерација, исто така и одговара и на нашата генерација. Секогаш постои место за нов мидраш, за ново разбирање на Библијата. Според професор доктор Авигдор Шинан од Еврејскиот универзитет во Јерусалим, читателот на мидрашот треба правилно да го испита контекстот и историската позадина и да се разбере одговорот на прашањето. Што им значела оваа приказна на авторите кои го напишале мидрашот во тоа време? Преку одговарање на прашањата кои останале неодговорени во Библијата, мидрашите создале концизен стил на пренесување на библиската порака на оние кои ги слушнале за време на празникот Шабат или за време на празничните денови. Влијанието на мидрашите било подеднакво силно врз оние кои ги проучувале. За нивната популарност сведочи големиот број на сочувани мидрашки ракописи и нивното постојано објавување и преобјавување. Според авторот Самуел Берман, мидрашот представувал своевидно средство за спасување, кој му овозможил на еврејскиот народ да го преживее непрекинатиот тек на омраза, понижување и насилство низ вековите. Раскажувани и прераскажувани генерација по генерација, мидрашите донеле цел, правец и надеж во животите на евреите, помагајќи им да ги издржат сите непријатности со кои во текот на историјата се соочувале. Некои од мидрашите се поврзани со еврејскиот мистицизам. Презентацијата е таква што од една страна мидрашот е едноставна лекција за непосветениот и директна алузија или аналогија на тајната настава за оние кои се образовани во оваа област. На почетокот, мидрашите биле сочувани само усно и нивното запишување започнало во текот на вториот век од нашата ера. Оваа литература е вредна за читање не само за увид во јудаизмот и сознанието на историјата на еврејската мисла, но исто така и за повеќе споредни податоци што ги дава на историчарите, филолозите, филозофите и научниците, кои на историско-критички начин ја проучуваат Библијата. Како пример, ќе ги спомнеме следниве теми од Библијата кои се објаснати со примената на различни мидраши. Прво, Господ го создава човекот, здивот Божи. Цитираме од првата книга Мојсеева Битие, поглавје 2, стих 7. А го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух живота, и човекот стана жива душа. Цитат од втора книга Мојсеева, Исход, поглавје 15, стих од 8 до 10. Од здивот на гневот твој водите се расцепија, водите се издигнаа како бедем, среде морето брановите се затврднаа.
Непријателот рече: ќе гонам, ќе стигнам, плен ќе разделам, ќе го господари раката моја. Ти дувна со здивот твој и морето ги покри, и тие потонаа како олово во силните води. Цитирам од книга на Јов, поглаве 4 стих 8 и 9. Како што сум гледал, оние што ораат нечесност и сеат зло, тоа и го жнеат. Од здивот Божи загинуваат и од духот на гневот негов исчезнуваат. Цитат од трета книга Царства, поглаве 19 стихови 11 и 12. Тогаш Бог му рече, тука се однесува на свети Илија: излези и застани на гората пред лицето Господово, и ете Господ ќе мине, и голем и силен ветар кој ридови урива и соборува карпи пред Господа. Но не е Господ во ветрот. По ветер земјотрес. Но не е Господ во земјотресот. По земјотресот оган. Но не е Господ во огнот. По огнот здив од тих ветар. И таму е Господ. Кога Бог го создава човекот, применува посебна процедура која не се спомнува во контекстот со создавањето на другите живи суштества. Во цитат од прва книга Мојсеева Битие, поглаве 2 стих 7, а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен, и човекот стана жива душа. Според тоа Бог го издигнува човекот над животните со тоа што му подарува дух животен. Овој термин би можело да го преведеме како разум или да го споредиме со концептот на логос од старогрчката филозофија. Второ, множина за Бог. Цитат од прва книга Мојсеева Битие, поглаве 1 стих 26. Потоа рече Бог: да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние. Цитат од прва книга Мојсеева Битие, поглаве 3 стих 22. И рече Господ Бог: ете, Адам стана како еден од нас. Во моментот на создавањето на човекот, Бог се обраќа на некого да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние. Дали тоа се ангели или други богови? И по изгонувањето на Адам и Ева од рајот, Бог повторно се обраќа на некого: ете, Адам стана како еден од нас. Во овој сегмент од Библијата, религиозниот концепт наликува на политеизам со еден врховен Бог. Трето, Каин и Авел. Има неколку интересни символични карактеристики кои се содржат во библискиот наратив за првото убиство. Тоа е библиската приказна за Каин и Авел, синовите на Адам и Ева. Прво, Каин е првиот лик во Библијата кој е роден, а не е создаден од Господ како неговите родители, Адам и Ева. Значи, првиот лик во Библијата кој не е директно создаден од Господ, станува убиец. Тоа може да се толкува и како изземање на евентуална одговорност на Господ за првото убиство, односно, оние кои биле директно создадени од Господ не го извршуваат убиството, туку нивниот потомок, нивниот син кој бил роден по протерувањето од рајот. Исто така да се подсетиме дека во рајот немало никакви убиства. Животните не се убиваат меѓу себе, а Адам и Ева не јадат месо. Второ, Каин го убива својот помал брат Авел. Символиката во тоа е дека првото убиство се случува помеѓу браќа, а за разлика од гревот во рајот, на земјата по изгонувањето од рајот веќе не е потребно искушувањето од сатаната. Секој човек е одговорен за сопствените постапки и самиот го избира својот пат во животот. Трето, казната на Господ за убиството е зачудувачки блага, во споредба со во подоснежниот дел од Библијата во Стариот Завет, со светолюбивоста на Господ, значи за споредба. За Каин нема смртна казна, ниту некаков вид на затвор. Тој е само осуден да биде изложен, станува збор за знакот на Каин, за да може сите луѓе да го препознаат дека тој е првиот убиец. Ова може да се спореди со едно од 10 Божји заповеди: не убивај. Четврто, жртвувањето на Исак. Постои мидраш, толкување, во кој се вели дека Исак не бил дете во моментот
кога неговиот татко Абрахам се обидува да го жртвува по заповед на Господ, туку дека имал 36 години. Поентата на ова толкување дека Исак се покорува на Божјата волја со тоа што не реагира на собственото жртвување. Иако според овој мидраш, според оваа интерпретација, иако Исак е физички посилен од татко му Абрахам, синот има 36 години, а татко му има 136 години, тој не се обидува да го спаси својот живот. Божјата награда за оваа безусловна доверба е дадениот благослов на Абрахам и на Исак, кој се пренесува и на нивните наследници. И петата интерпретација, коментар на книга на Јов. Прво ќе ги прочитаме цитатите кои се посочени од книгата на Јов. Поглавје 1, стих 6 и 7. Еден ден дојдоа синовите Божји за да застанат пред Господа. Меѓу нив дојде и сатаната. И му рече Господ на сатаната: од каде дојде? А сатаната му одговори на Господа и рече: одев по земјата и ја обиколив. Цитат повторно книга на Јов, поглавје 1, стих 12. И му рече Господ на сатаната: еве, се што е негово е во твоја рака, само врз него не кривај рака. И си отиде сатаната од лицето Господово. Цитат од книга на Јов, поглавје 2, првиот и вториот стих. Еден ден дојдоа синовите Божји за да застанат пред Господа. Меѓу нив дојде и сатаната. И му рече Господ на сатаната: од каде дојде? А сатаната му одговори на Господа и рече: одев по земјата и ја обиколив. Цитат од книга на Јов, поглавје 2, стих 6. И му рече Господ на сатаната: ете, тој е во твоја рака, само душата не земај му ја. Овде станува збор за искушување на вербата во Бога. Јов е непорочен човек и воопшто не ги заслужува своите страдања. Тој е жртва на облогот помеѓу Господот и сатаната. Интересно е дека, за разлика од Новиот Завет, каде што сатаната го искушува Исус Христос во пустината и со тоа се спротивставува на Божјата волја, во книгата на Јов Господ му дозволува на сатаната да ги убие синовите и ќерките на Јов. На крајот, Јов е благословен од Господ и повторно му се раѓаат синови и ќерки. Но, што со загубените животи на децата на Јов и чија е одговорноста за оваа игра на небото, во која човечките судбини представуваат колатерална жртва. Со ова завршувам моето второ предавање. Ви благодарам.